Почитувани, за луѓето зборуваат делата и резултатите од нивната работа. Се вреднува само она што е направено. Граѓаните ги ценат делата. Бранко Црвенковски и Социјалдемократскиот сојуз беа на власт цели 18 години. Од тие години, тие не направија добрина по која граѓаните ќе ги паметат. Бранко Црвенковски и Социјалдемократскиот сојуз направија криминална приватизација и обезвреднија 4 милиарди и 500 милиони долари имот на граѓаните на Република Македонија. Ги уништија железара, стаклара, кожара, циглана, Центро, Славија, Југохром, Алумина, Пелагонија, Македонка, Македонија Табак, Етко, Отекс, Тутунски комбинат и стотици други фирми. Ги уништија и земјоделските комбинати. Создадо армија стечајци, 40% на невработеност и 30% на сиромаштија. Ги заробија и девизните резерви и заштеди на граѓаните на Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз ги направи ТАТ, Македонија Реклам, лавци, урбаната мафија, корупцијата во здравството, партизацијата на судството, аферата Бачило, тенковските делови и така натака. Не инвестираа во културата и образованието. Ги избркаа УДИ и го избркаа и Шератон. Го промовираа шверцо на цигари и нафта. Од капиталните добра ги изградија Кинескиот зид, зградата Тифани, хациендите на Водно, дивоградбите во Дебармаало, шпанските села, мостчето Злајко. Сега, кога ВМРО ДПМН придонесува и гради, сакаат тоа да го срушат само затоа што не е нивно и затоа што е добро, и затоа што има поддршката од јавноста. Кога ВМРО ДПМН работи посветено и одговорно, Социјалдемократскиот сојуз се е страв и сака да создаде хаос. Социјалдемократскиот сојуз не нуди ништо, туку само критикува и руши. Граѓаните знаат кој работи во нивно добро, а кој не работеше, а имаше прилика и обврска за тоа. Граѓаните не заборавија кој е Бранко Црвенковски и кој е Социјалдемократскиот сојуз. Граѓаните самите знаат да и гледаат што прави ВМРО ДПМН, а што правеше Социјалдемократскиот сојуз. Граѓаните ќе знаат најдобро да направат разлика. Ви благодарам. Сега би сакал да го презентирам официјалниот партиски став по однос на денешните обвинувања за политички притисоци и откажувањето на протестот кој што требаше се случи на плоштадот Македонија. Во однос на обвинувањата за наводните политички притисоци, ги охрабруваме сите невладини организации, здруженија, согласно демократските принципи, да ги изразат своите ставови и мислења во духот на демократијата. Креирањето на атмосфера на страв и злоупотреба од политичките партии е надвор од нашата демократска определба и ние жестоко се противиме со таквиот начин на притисок. Апелираме до Социјалдемократскиот сојуз да ги крене рацете од невладините организации и да престанат да креираат црни сценарија кои што може да бидат погубни за демократските процеси во Република Македонија. Според наши сознанија, утрово се подготвуваше сценарио за да се направи инцидент на плоштадот Македонија и нормално сакаа да го обвинат ВМРО ДПМН за тоа. Ние како во минатото, така и сега и во иднина најашто ќе се спротивставуваме на секаков вид на насилство и тоа нема да го дозволиме. Ви благодарам. Дали има други прашања? Што се однесува до пресконференцијата на Јани Макрадули и неговата изјава за оваа тема, која што постојано ја експлоатира во јавноста, да подсетиме дека за овие тврдења има добиено тужба за клевета, треба да објасни зошто не се појавува на судските рочишта, каде што треба со аргументи да докаже дали ова е вистина или не. Очигледно лаже и бега од соочување, со што се покажува дека господинот Јани Макрадули не ја говори вистината. Ви благодарам. Ви благодарам. Ако нема други прашања, сега ќе го презентираме видеото.